Алкохолот е дел од нашето секојдневие. Се пие насекаде и во најразлични ситуации. За него постојано имаме повод. Веселба, жалост, среќа, несреќа, гопстопринство, болест, а приракани и кога треба да ги исполниме часовите на повремената злодевност. Потоа најчесто седнуваме за доправувачот на некое превозно средство, велосипед, моторцикл, автомобил, а има и такви што под дејство на алкохол возат и по 50 на патници. Првиот прилог од вечерашнава емисија е посветен на алкохолот како причина на сообраќајните несреќи. U temle današnjem razmišljanju ne nameravam govoriti o alkoholizmu kot medicinskem in družbenem problemu. Govora bo o alkoholu u prometu. Денеска нема да зборувам за алкохолизмот како медицински или општествен проблем. Ке зборувам за алкохолот во сообраќајот, но не за така наречениот пијан возач и не за пијаните учесници кои се движат по улиците и патиштата. Туку ке се задржам на онаа група возачи на кои законот им дозволува малку алкохол за време на возењето. Така наречените возачи аматери. Тоа се тие на кои овие зборови им се наменети и со нив е сврзано и моево размислување. Сето ова затоа што со законот дозволената мерка од 0,5 промили или со практичен однос половина грам на 1000 грама ги заведува луѓето и остава впечаток дека се работи за некоја непроблематична количина алкохол која не ги загрозува возачките способности и која општеството лесно може да ја толерира во сообраќајот. Јасно е дека при тоа мислам на моторизираниот сообраќај. Минатата година направивме една ваква проба. Поканивме повеќе судии, обвинители и други правници кои се верзирани по тоа прашање и сите ги собравме во институтот. Им приготвивме нешто од пијалаците и нешто за јадење. Седнавме околу масите и им рековме да пијат колку им се пие и да јадат колку сакаат и што сакаат. Оној момент кога ќе почувствуваат дека се под влијание на алкохолот и ќе сметаат дека не се доволно сигурни од аспект на управување на моторно возило, што значи дека не би можеле сосема безбедно да управуваат со моторното возило, тогаш да се јават. Тогаш ќе им земеме крв и со анализа би утврдиле на кој степен се тешкотиите кои сами ги регистриравте. Уште би ве замолиле по собствена оцена да ни кажете колку промили на алкохол мислите дека има во вашата крв. Обидот даде интересни, но пред се изненадувачки резултати. Наиме, тие луѓе од практиката, скоро без иземање, го оцениле степенот, кој би бил критичен,
no pri mnogo poniska koncentracija na alkohol, отколку што предвидувавме. Кога се алкохолизирани со пола промил, се покажа дека имаат 0,2 и 0,3 промили и при тие количини се чувствувале несигурни за управување на моторното возило. Ta poskus je potrdil raziskave, ki so bile že... Овој обид ги потврди резултатите од истражувањата кои повеќе пати се вршени. Da mehne količine alkohola... Со тоа, најме докажавме дека малите количини алкохол во крв tolerirana mira не се непроблематични и дека толерираната мерка од 0,5 промили воопшто не е безбедна количина. zahteve za idealnega voznika. Во денешниот сообраќај се откажавме од барањето на идеален возач од здравствен аспект, кога знаеме дека автомобилот и возењето со него za veliko večino ljudi за повеќето луѓе не е само спорт и луксус, туку животна потреба и средство кој ни помага да ги совладаме дневните тешкотии. In zato se je tudi zakonodaja odrekla prestrogih zahtev. Токму затоа законодавството се откажа од престрогите барања за способностите на возачите, кога се работи за неговото здравје, неговите години и неговото искуство. In pač sprejemamo voznika И го прифаќаме возачот онаков каков што е, со сите негови мани и карактеристики, s njegovimi značajskimi posebnostmi, ki morda niso idealne. кои не се идеални за возачи на патиштата. Če bi si zamislili človeka, idealnega voznika, popolnoma zdravega. Ако би сакале да го замислиме човекот, идеалниот возач, тогаш тој би требало да е потполно здрав, без комплекси, без моментални проблеми, поточно, сигурен од секој аспект и отпорен на сите тешкотии кои се присутни во секојдневието и за време на возењето. Тогаш таквиот идеален возач ке го оцениме со 100 поени. Понатаму, за секој понатамушен случај, лесно би одбивале поени врз основа на смалените здравствени состојби, агресивност, амбициозност и искуството. Na račun izkušenosti. Na te okoliščine skoraj da ne moramo vplivati. Nekaj pa lahko napravimo. Сепак нешто можеме да сториме. Veliko napravi za odtehtanje Поточно речено, возачот многу ќе направи за ослободување од своите здравствени и моментални слабости, гледано низ намалената способност за возењето, ако го согледа тоа и го има секогаш пред очи и на ум, а потоа сето тоа го прилагоди на условите на патот и на барањата во сообраќајот, како и на своето моментално расположение. На некое подрачје ќе заработиме многу негативни поени, најмногу од алкохолот и од психоактивните лекови. Сега знаеме дека одредени лекови со незначителни количини на алкохол во организмот делуваат не само интензивно, туку и ги зголемуваат потешкотиите кои се многу штетни во патничкиот сообраќај.
potem tudi vemo, kako prihraniti. Кога тоа го знаеме, ќе знаеме да ги примениме и негативните поени. Доклер не бо автомобил у гаражи. Инаку, на алкохолот можеме да се потпреме се додека автомобилот се наоѓа во гаража. Ки не мотио. Исто така и лековите треба да ги одбираме и да се лекуваме само со оние кои не влијаат на способностите на возачот. На опаковката мора да е напишано дека возач за време на возењето не сме да ги зема. Če predpostavimo in o tem po neštetih raziskavah širom po svetu in po našem globokom... Според истражувањата во светот и по нашето длабоко убедување и најмалите количини на алкохол во одредени средини битно негативно влијаат врз возачките способности. Alkohola v določenih okoliščinah bistveno negativno vplivajo na vozniško sposobnost. Potem pač vemo, kako si bomo prihranili te odbitne točke. V kritični situaciji Во критичните ситуации, кога се работи за сантиметарски растојанија, kako se bo končal zaplet na cesti, srečno ali tragično. или за делови од секунда, и кога од нив зависи дали исходот ќе биде трагичен или среќен, Zanemariti. важна улога имаат токму негативните поени на алкохолот. Se gre za srečo, za vašo srečo in vaših svojcev, pa tudi za srečo drugih ljudi, Не треба да заборавиме ki imajo enako kot дека vi. секој има право на среќа. Tole sem hotel povedati. Толку сакав да ви кажам. Ми рекоа, зборувај ти, тебе ти веруваме. Jaz bi bil zelo zadovoljen, Јас ќе бидам многу задоволен ако е така. pa srečno. Па среќно. Според нашите собраќајни прописи, дозволената граница на алкохолот во крвта на возачот се движи до 0,5 промили. Но во практиката, дежурните собраќајци многу често среќаваат возачи кои не ја почитуваат оваа граница. Минатата година алкохолот како причина за сообраќајните несреќи се најде на првото место. Здравко Петковски, начелник на одделението за контрола и регулирање на сообраќајот при СВР Скопје, говори за оваа состојба. Алкохолот како причина за догодување на сообраќајни незгоди од секогаш е присутен во групата од 6 најзастапени причини за догодување на сообраќајни незгоди. Меѓутоа, во последните неколку години, уназад 2-3 години, е во постојанен пораз, така да во 1984 година за прв пат изби на прво место од лесницата на причините за догодување на сообраќајни незгоди. Во 1984 година на подрачјето на општините на град Скопје се случија вкупно 915 потешки сообраќајни незгоди, во кои животот го загубија 40 лица, а 1046 се потешко или полесно повредени. Поради управување со моторно возило под дејство на алкохол, од вкупниот број на догодени сообраќајни незгоди,
случени се на подрачјето на Скопје 161 сообраќајна незгода или 18% од вкупниот број на незгодите, во кои животот го загубија 6 лица и 313 се потешко или полесно повредени, или изразено во проценти 20% од вкупниот број на загинати, односно повредени лица. Како што се гледа од показателите, сообраќајните незгоди догодени поради управување со моторно возило под дејство на алкохол се секогаш проследени со тешки последици по човечките животи и материјалните добра. Не се ретки случаевите несовесни возачи при овакви случаеви поради прикривање на алкохолот да го напуштат лице местото, правејќи при тоа и кривични дела, не укажување помош и напуштање на лице место, со цел да го прикријат алкохолот при доваѓањето на службата за безбедност за вршење на увид на лице место. Во текот на 1984 година на подрачјето на Скопје имавме 102 случаеви на напуштање лице место, во кои и 6 случаеви кога имавме усмртени лица на лице место. Со максимални напори службата воглавном ги открива извршителите на овие дела, односно недела, и со поднесување на пријави ги проследува во понатамошна постапка до надлежните судови и останалите органи. Соочени со овој проблем, а со цел за негово сузбивање, службата презема засилени мерки со цел за откривање и исклучување од сообраќајот на возачи кои управуваат под дејство на алкохол, така да во 1984 година на над 5500 возачи употребена е мерката алкотестирање заради утврдување на присуството на алкохол, на 652 возачи е земена крв и урина за анализа, на 2210 возачи времено им се одземени возачките дозволи, како и превземање на други мерки. За повратниците возачи службата води и посебна евиденција, а во соработка со меѓуопштинскиот судија за прекршоци, над истите се изрекуваат максимални казни предвидени со Законот за основите за безбедноста на сообраќајот на патиштата и секогаш покрај казната се изрекува и заштитна мерка забрана на управување со моторно возило од одредена категорија. Покрај проблемите во сообраќајот често пати поради алкохол и под дејство на алкохол доваѓа до нарушување на јавниот ред и мир со чинење на најразличити прекршоци, како што се физички напади, тепачки, омаловажувања, непристојно и дрско понашање. До нарушување на јавниот ред и мир доваѓа на сите јавни места, а најчесто по кафаните, каде што собствениците често пати работаат прекувремено, не придржувајќи се на законските правила. Покрај тоа, точат постојано алкохол на пијани возачи и на пијани лица и малолетни лица, кое нешто многу лошо се одразува како по јавниот ред и мир, така и по безбедноста на сообраќајот. Во време кога простото преживување на месецот од 1 до 30 изискува голема умешност, зборувањето за убавините на зимските спортови станува невкусно. Домашниот буџет стана тенок, па мораме да се откажеме од многу задоволства, меѓу кои и од тие неколку зимски денови на одмор на планина. Следејќи ја таа логика, оваа сезона во нашите зимски центри би требало да биде мирно, без многу посетители. Но таков впечаток не добивме кога неодамна престојувавме во зимскиот центар во Шапка. Угостителските објекти беа полни, а на жичарниците и ски лифтовите владееше вообичаена живост. Затоа, како работат оваа сезона, угостителските и туристичките објекти на Попова Шапка, ќе ве информираме во наредниот прилог. Заврши ученичките распусти, средината е на зимската сезона, така наречената крем сезона. Какви се резултатите и какви се очекувањата од понатомошната посета на гостите на Попова Шапка?
Основната организација на Здружен труд Попова шапка, која работи во склоп на комбинатот Југохром од Јегуновце, во текот на шпицот сезоната, а тоа е за време на зимските распусти, во текот на оваа сезона, исполнетоста на капацитетите ни беше негде околу 100%. Преди се да се заблагодариме на добрата соработка со следниве агенции. Тоа е Интеримпекс Скопје, Путник Скопје, Кварнер Експрес Нови Сад, Војводина Турс Нови Сад, Југотурс Белград и најголема благодарност на добра соработка на СИЗО-то од Зајачар, каде што тој СИЗ ни направи некаде околу 5000 ноќевања. Во текот до денешниот ден имаме направено негде во нашиве капацитети на Југохром околу 25.000 ноќевања, што споредбено со прошлата година негде имаме остварено околу 10.000 ноќевања повеќе. Во дадениот момент, каде што веќе завршија школските распусти, исполнетоста на капацитетите ни е некаде околу 70%, преди се полнини се хотел Славија и хотел Попова шапка, додека хотелот Јелак и хотелот Тетово, каде што тие објекти се наменети за средношколска младина и школска младина, исполнетоста е многу послаба, бидејќи веќе почнеа школската настава. Кои се цените во овој втор период на сезоната? Дали се истите? Од 15 февруари цените ние веќе ги намалуваме за 20%. А која е цената, колку изнесува во динари? Во двокреветна соба во хотел Славија цената изнесува 1600 динари, во хотел Попова шапка 1400 динари. Во хотел Тетово 800 динари е полн пансион во 600-креветна соба, во 4-креветна е 900 динари и во двокреветна е 1000 динари. Ги напоменавте капацитетите, искористеноста. Кои се капацитетите на Попова шапка? Па вкупните капацитети на основната организација Попова шапка, која работи во склоп на Југохром, изнесуваат 650 легла. Што се однесува до викенд туристите, кои што доаѓаат на Попова шапка, ние во текот на оваа година имаме наголемување на бројот на викенд туристите од нашава република, посебно викенд туристи од Скопје, Куманово, Тито Велес. Што викендашите може да добијат на Попова шапка? Па видите вака, ние во соработка со туристичката агенција Интеримпекс Скопје и Путни Скопје имаме склопено пакет аранжмани, така да викенд туристот може да добие во нашите капацитети ски карта, превоз и еден оброк. Нормално во нашите капацитети може по собствена желба да наручи се. На самите терени на Скили поток и на Ајдучка равнина имаме лоцирано 2 бараки каде што продаваме топли напитоци и свежи освежителни пијалаци. Па додека се улиците во Тетово закрчени, патот Тетово Попова шапка е во најдобар ред, дури и сув. Што ќе кажете за неговото одржување? Па јас мислам на ниво на комбинатот Југохром набавени не неопходна механизација, тоа се 2 снегочистачи за одржување на патот Тетово Попова шапка, а воедно тука е и Македонија пат со своите возила. Во текот на целиот зимски период мислам дека патот во секое време беше прооден и е прооден, така да тоа ни е единиот мост Тетово Попова шапка. Општо познато ни е, гостите претежно ни доаѓаат со автобуси и не сме да дозволиме да дојде до заглавување на една група, а самото заглавување ќе значи и компрометација на нашите објекти. Каква е организираноста, односно соработката со автотранспортното предпријатие од Тетово за пренос на гостите што доаѓаат до Тетово со железници или автобуси? Па јас мислам дека на ниво Југохром полет во дадениот момент ние имаме договорено да гостите наши од железничка станица и автобуска станица полет ги прихваќа
и ги носи на Попова шапка. Така да до сега не сме имале проблеми, секоја наша група е прихваќана и носена на Попова шапка. Дали автобусите се обраќаат секој ден на релацијата Тетово-Попова шапка? Да, автобусите секојдневно се обраќаат на релација Тетово-Попова шапка. Термините се 8:30, 9:30 поаѓање од Тетово, тоа е од железничка станица и автобуска станица, а враќањето е во 16 часот и 17 часот. Веќе неколку години најдолгото и најатрактивното превозно средство во Републиката, најдолгата жичарница на Балканот, не работи. Која е причината и кога ќе проработи? Па јас мислам, жичарницата ќе проработи во текот на оваа година. Таа требаше да проработи во текот на 1984 година, но поради тоа што ни се деси испораченото јаже од страна на австриската фирма Австрија Драйх, приликом монтажата дојде до расплетување на самата сајла, така да од страна на комбинатот Југохром, од страна на надзорниот орган Машински факултет Скопје и од страна на Метална Марибор беше стопирана целокупната монтажа и јажињата се ставени на располагање на австриската фирма Австрија Драйх, така да во текот на овие денови спорот мислам дека ќе се реши и во текот на оваа година жичарницата ќе ни биде способна. Резултатите ќе бидат поволни за жичарницата, односно за Попова шапка. Па јас мислам тука нема дискусија. До сега зборувавме за позитивните работења, за позитивните резултати на Попова шапка. Што ќе кажете за кои се недостатоците? Па нормално во позитивното работење има и некои, не така да ги наречам негативности, но работи кои што ни манкаат во даденава ситуација. Тоа е основниот проблем, бе паркиралиштето. Ние во текот на викендите имаме негде 7 до 10 хиляди туристи кои што доаѓаат од Скопје. Основен проблем ни е решавањето на паркирањето. После тоа, мислам, најдуваме веќе и на друг проблем. Проблем капацитетите на жичарниците. Ние моментално имаме капацитет негде 9000 луѓе да скијаат на нашите жичари, но тоа во дадениот момент при оваа масовност веќе се осеќа дека тие капацитети се мали. Така да мислам, ако ние не го пратиме времето, не ги пратиме туристите, да во текот на 85-та година не изградиме уште 5 нови скилифтови неопходни за почетници за скијање, речимо на Ајдучка равнина или на поток паралелни уште 2, ние нас времето ќе не сгази во дадениот момент. Исто така треба да се за викенд населбата се изгради една добра продавница, самопослуга, да луѓето се снабдуваат. Тоа се основните проблеми кои што треба да се решат во текот на 1985 година.